Моето пътешествие е низ руралните региони, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во Скопската котлина во незиниот северен дел. Овој пат решив да прошетам во непосредна близина на градот Скопје, главниот град на Република Македонија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од историјата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода на вистина историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, рано христијанските, средновековните градби, како и многу тврдени, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој атар од сите типолошки варијанти, од преисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Од устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, се дознава дека ова регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци, кои тврдат дека оваа регија била нависелена уште пред 4000 години пред нашата ера, а тоа се поврзува со градот Скопје, кој за прв пат во документите се спомнува во времето на императорот Октавијан Август од 13-та до 11-та година пред нашата ера скупи од логор Каструм на двете македонски легии, 5-та македонска и 4-та скитска легија прераснал по град. Подосна, во 84-та или 85-та година императорот Домицијан основал колонија Лавија Скупи, град со римски самоуправни права, кој бил најголем во просторот од Солун на југ до Дунав на север. Во тоа време Скопје доживува голем развој и станува град со своја епархија, свој бискуп, која во средината на 5 век прераснала во митрополија, а незини митрополити биле Дакус, Перагорие и Урсулие. По катастрофалниот земјотрес кој го погодил овој град во 518 година го добива името Јустинијана Прима, кој во чест на неговата мајка императорот Јустинијан прави изградил раскошен град, а во 535 година ја формирал автокефалната архиепископија Јунијана Прима, чија црковна традиција се поврзува со Охридската архиепископија, затоа што Охридските архиепископи од 12 век па се до 14 век ја носеле титулата архиепископи на Јустинијана Прима, кои биле наследници на скопските митрополии. Скупи, но сега со ново име Скопје се спомнува и во пишаните документи, во грамотите на тогашниот владетел со Македонија царот Душан, кои датираат од 1332 година,
а исто така и во црковните повелби и грамоти од македонскиот кралот Димитрија Волкашин, кои датираат од 1365 година, и македонскиот кралот Марко од 1371 година. Воедно пишени документи и материјални докази за овој град имаме и во отоманските дефтери кои датираат од 1371 година па се до 1912 година, поточно речено, пишени документи среќаваме во отоманските дефтери на тогаш познатиот историски објект Хавзи Пашините коранци, чии написи датираат од втората половина на 19. век, од околу 1830 до 1845 година, кога во 1820 година Хавзи Паша станал Скопски паша. Како што претходно напомнав, овој пат решив да прошетам во непосредна близина на Скопје, главниот град на Република Македонија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите и митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода навистина е историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедими, утврдувања и други мощне стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот период. Наминав во атарот на општина Бутел, една од десетината општини кои припаѓаат на урбаниот дел на градот Скопје, чија незина територија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, на целиот свој атар, од сите типолошки варијанти, од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, од римско време, византиско, отоманско време, а и денешното наше современие, некои сочувани до ден денешен, а некои биле во употреба до пред 100 години, а меѓу нив е и археолошкиот локалитет Скопскиот аквадукт. Го посетив овој археолошки локалитет не само да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости на оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат од кои настанало човештвото, туку поотблизу да го видам, што се вели, да видам како изгледа тој денеска. Почитувани мои, како по стар адет и обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села, природните убавини, културно-историските знаменитости на Република Македонија и овој пат во археолошкиот локалитет Скопскиот аквадукт, дојдов рано,
Можно е рано во утринските часови. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше пролетен. Небото кристално чисто, сонцето што току беше изгреано над Скопското Црногорие, Скопскиот аквадукт раскошно блескаше под зраците на Скопското сонце, заскриен помеѓу израснатите трења и капини, каде што младите евлови фиданки се уште се обидуваа да го заштитат од завод. На времето, овој и денеска грандиозен историски монументален објект. Не можев да се изначудам на гледката што ја видов, на оваа некогашна, најраскошна и најмонументална градба не само во Скопската периферија, во Македонија, туку и на Балканот воопшто, за чија монументална градба многу учени луѓе говорат дека е од античко време, средновековно или пак од времето на отоманската похвална архитектура во Македонија. Оставен е сам на себе си. Оставен на негрижата на човекот, затворен помеѓу израснатите трењи капини, каде што младите евлови фиданки се уште се обидуваат да го заштитат од завод на времето. Почитувани мои, додека со поглед го пратев хоризонтот што ме обкружуваше и додека се обидував да ги средам моите првични импресии од оваа некогашна грандиозна, историски монументална, многовековна градба, во мене, така да речам, во моите мисли, како на филмска лента се редеа досегашните мои сознанија, што ги имам прочитано во безброј пишани историски документи, ги имам видено на мощне стари фотографии, а и многуте устни преданија, легенди и митови, што ги имам чуено патувајќи низ нашите места во Скопската околија, ќе се обидам дел од нив и вам, драги мои, да ви преточам во ова документарна патописна репортажа. Една древна легенда за Скопскиот аквадукт вели: древните градби обично се граделе во близина на вода, како што и античкиот град Скопје. Во овој антички град биле изградени значајни градби, меѓу кои и неколку јавни и приватни бањи, кои со текот на времето станале места за дружење. Поради тоа, потребата од вода за користење се повеќе се зголемувала, а и со тоа и потребата за каптирање на водата од блиските извори, кои се наоѓале во непосредна близина на северо-западните падини на Скопска Црна Гора, се повеќе растела, како што е и каптирањето на водата на изворот Лавовец, кој се наоѓал во непосредна близина на селото Глуво. Жителите на Скопје во тоа време повикале неколку вешти римски градители на аквадукти. Откако вештите градители од тој период претходно направиле проценка на потенцијалниот извор на водата Лавовец, извршиле проверување на чистотата и вкусот на водата и брзината со која тече и на физичката состојба на мештаните на Скопје што ја пиеле, и откако од видните аристократи добиле дозвола за градба и откако тогашните геодети одредиле каде точно и под кој наклон ќе бидат поставени цевките, како и нивната ширина и должина, започнале со градба на Скопскиот аквадукт. По неколку години истиот го изградиле.
За неговото редовно одржување, секоја година градот Скопје имал редовно вработени од 700 до 1000 луѓе. Друга легенда за Скопскиот аквадукт вели дека и средновековните градови претежно биле градени во близина на вода, како што е и средновековниот град Скопје, кој се наоѓал на местото на денешната Скопска тврдина, која представува зачеток, односно историско јадро на денешно Скопје, која лежи на јужниот крај на високата геолошка тераса од петрифицирани лапорести и седименти слоеви на мек песочник и има форма на триаголник, одгоре зарамнет и со израчит пат на јужната и западната страна, чија незина источна страна каскадно слегува кон Скопското кале и кон коритото на некогашната река, а северната страна е поврзана со ридовите височините, што се составен дел на подножјето на Скопска Црна Гора, кој уште од најстари времиња бил погоден за населување. Во овој средновековен град исто така биле изградени значајни градби. Потребата од вода за користење се повеќе се зголемувала, а со тоа и потребата за каптирање на водата од блиските извори кои се наоѓале во непосредна близина на северозападните падини на Скопска Црна Гора се повеќе растела, како што е и каптирањето на водата на изворот Лавовец, кој се наоѓал во непосредна близина на селото Глуво. Исто така, во тоа време тогашните велможи повикале неколку вешти градители на аквадукти. Откако вештите градители од овој период претходно направиле проценка на потенцијалниот извор на водата Лавовец, извршиле проверување на чистотата и вкусот на водата и брзината со која тече и на физичката состојба на мештаните на средновековниот град Скопје, што ја пиеле, и откако од видите велможи добиле дозвола за градба и откако тогашните геодети одредиле каде точно и под кој наклон ќе бидат поставени цевките, како и нивната ширина и должина, започнале со градбата на Скопскиот аквадукт. По неколку години истиот го изградиле. Од сите неверојатни и значајни градби од антички времиња во Скопската околија е и Скопскиот аквадукт, чии дел од неговите остатоци и денес се наоѓаат на околу 1 километар од Скопје, помеѓу Скопската тврдина Кале и археолошкиот локалитет Скупи, над речната долина на малата река Серава, се наоѓа овој значаен културен споменик. Аквадуктот представува објект кој има намена да пренесува вода. Името произлегува од латинските зборови аква, што во превод значи вода, и дуцере, што во превод значи спроведува. Скопскиот аквадукт е изработен со голема умешност и прецизност од камен и тула. Аквадуктот има должина од 384 метри, 54 главни сводови, издигнати на масивни столбови и 42 мали отвори кои служат за олеснување од тежината. Според некои истражувачи, аквадуктот бил граден во 6 век за време на владеењето на Јустинијан I, додека други сметаат дека е изграден подоцна во 15 век. Овој грандиозен објект бил во функција до крајот на 19 век. Во 1669 година патеписецот Браун запишал дека аквадуктот е прекрасен стар објект кој на ово место му носи голема почит. Според византискиот историчар Прокопиј, водоводот бил
подигнат во периодот од 527 до 565 година во времето на владењето на Јустинијан I и затоа тој се нарекува уште и Јустинијанов аквадукт. Бил изграден со намена за донесување вода до античкиот град Скопје од изворот Лавовец во селото Глуво на Скопска Црна Гора. Водата преку аквадуктот се пренесувала со цевки со пречник од 25 см, што оделе во правец запад-исток. Завршувал со чешма, од каде се понела вода за пиење и се поела стоката. Постои друга претпоставка дека аквадуктот е изграден во 15 век, кога во Скопје се граделе многу нови исламски градби, џамии и амами, за чии потреби биле неопходни големи количества вода. Се верува дека поради сличноста со техниката на градење на аквадуктот со Куршумли-ан во Скопје, тој не потекнува од византискиот период, туку бил граден во текот на 15 век од страна на Мустафа Паша, кога градот Скопје започнал интензивно да се зголемува. Како и да е, овој објект имал значајна функција за тогашното население да ги снабдува со најсоодветно нешто водата. Во врска со изгледот, состојбата и функционирањето на овој водовод постојат повеќе записи, чртежи и фотографии на познати историчари, хроничари и странски патофици, чии податоци се разликуваат. Аквадуктот бил созидан од камени тули и имал 200 лакови, од кои денес останале само 55, но и во енциклопедијата на ликовните уметности, објавена во Загреб во 1960 година, пишува дека тој се состои од само 55 лака. Според податоците од 1514 година, аквадуктот е составен од две пристапни рампи, 53 масовни столбови, на кои се подпираат 55 основни лака и 42 отвори за олеснување на зиданата маса. Вкупната должина на водоводот изнесува 386 метри, со висина на јужната рампа од 279 метри и на северната рампа од 280 метри, односно со денивелација од околу 1 метар, за да се овозможи слевање на водата. Очигледно е дека се работи за извонредна, инвентивна и обемна инвестиција. Необичната архитектура, издржливоста и староста ја прават ова монументална градба туристички раритет во Македонија. Датумот на неговата изградба доскоро не бил познат. Се сметало дека тој датира од времето на римското време или Византија, со новото Скопје. Се смета дека преку аквадуктот била спроведувана вода до Топчиската касарна, Мустафа Пашината џамија, до некогашниот турски учумат Куршумли-ан и Сија Беговата џамија. Неговото позиционирање од Скопска Црна Гора води кон денешниот простор на касарната Илинден или соседниот Рид на возвишението каде се наоѓа Скопската тврдина. Со оглед на големиот земјотрес во 518 година и истрадањето на античкото Скопје, градот се преселува на просторот на Скопското Кале. Аквадуктот води кон тој простор кој е во спротивна насока од античкиот град. За стариот скопски водовод, аквадуктот, во својата книга «Материјали по изучувањето на Македонија» од 1896 година пишува и македонскиот револуционер Ѓорче Петров. Имено тој запишал дека водоводот започнувал од самото подножје на Скопска Црна Гора на 2,5 часа растојание од Скопје и над самото село Глуво, каде што во земјата имало ископана една немногу широка дупка. Стените на дупката биле направени од ѕид,
a одгоре стоела железна решетка за да не влегуваат нечистоти во неа. Таа скромна дупка била почеток на прочуениот Скопски водовод. На самиот брег на Бањанка и на неколку чекори од почетокот на водоводот имало чешма со бујна студена вода, убава за пиење. Некој си паша, запишал тој, а веројатно мислел на прочуениот Хавзи паша, кој бил скопски паша од 1820 година до 1845 година, посакал да ја внесе и таа вода во водоводот, но скопските селани, особено бањанци и чучерци, се дигнале против пашата и не допуштиле да се случи тоа, затоа што таа чешма им служела за напојување и на добитокот. Ѓорче Петров го дава и следниот опис на протегањето, изгледот и градбата на водоводот Аквадукт. Надолу под селото Бразда водоводот среќава еден рид кој ја пресекувал реката Бањанка. По долината на реката водоводот ја пресекува височината и врви наделу, дури да стигне на Споти Скопје. Долината на Крива река, така тој го нарекувал денешното течение на Бањанка, е значително пониска од Калето, зашто нејзиниот лев брег над градот се издигнува во вид на ринда. За да може да се искачи врвот на тоа возвишение од кај селото Ризари, Браздата минува по еден мост подпрен на камени диреци со прекрасни арки и сводови диреци. Тоа се споменуваните арки и сводови. Тој мост, мислел на аквадуктот, има 62 столбови, од кои секој висок е 6 метри, долг 5, а широк 4 метри. Последната реставрација и конзервација на познатиот Скопски аквадукт е направена по големиот скопски земјотрес во 1963 година. За жал, од тогаш па се до денеска, веќе долго време овој грандиозен споменик на културата е запуштен и не се одржува, а временските непогоди само придонесуваат се повеќе да пропаѓа и да се оштетува. Ова извонредна убавина денес, за жал, е оставена на забот на времето и несовесните граѓани кои, трагајќи по скриени богатства, на некои места видно го оштетиле. Од некогашните 200 лакови, 53 маслени столбови, 55 основни лака и 42 отвори, останати се само 27 лакови. Од некогашната негова купна должина од 280 метри, од некогашната негова јужна рампа со висина од 279 метри и некогашната негова северна рампа со висина од 280 метри, од неговата нивелација од околу 1 метар останаа само неполни 100 метри. Денеска до споменикот нема уредни патеки ниту патокази. Подземните води и плитките површински води секој дневно го поткопуваат овој денеска се уште грандиозен и монументален архитектонски објект. Не смееме да го заборавиме,
затоа што тој е еден од трите најсочувани вакви објекти кој на Балканот обстанал до денес и е воедно единствен македонски културно-историски споменик од ваков вид кој има огромно значење за нас. Кон него треба да се однесуваме со почит и должно внимание. Почитувани мои, го напуштам многовековниот Скопски аквадукт, го оставам да си го продолжи својот живот, заедно со обраснатите околу него трењи и капини и од младите евлови виданки, кои барем сега се единствените кои се уште се обидуваат да го заштитат овој споменик на културата од забот на времето, со надеж дека кога следниот пат повторно ќе ја посетам оваа денеска се уште грандиозна, монументална архитектонска градба, повторно ќе биде со сиот свој сјај, заедно со неговите некогашни 200 лакови, 53 масивни столбови, 55 основни лака и 42 отвори, заедно со неговата некогашна купна должина од 380 метри, од некогашната негова јужна рампа со висина од 279 метри и некогашната негова северна рампа во висина од 280 метри со неговата нивелација од околу 1 метар, затоа што оваа многовековна, монументална архитектонска градба го заслужува тоа.